Во континуитет на активноста на ВМРО ДПМНЕ, ова е Македонија за сите. Председателот Христијан Мицкоски денеска беше во посета на Кочани, каде градоначалникот Љупчо Папазов го елаборираше реализирањето на некои градежни проекти. И во последната фаза ќе следи гребење и обновување на коловозната лента. Во исто време, денес сакаме да го обележиме и завршувањето на еден проект со кој се решава децениски проблем на населеното место Тркање, завршувањето на канализационата мрежа терцијална и изградба на колектор од околу 3 км, што ова населено место се поврзува со пречистителната станица во Мојанци. Таму не останува да направиме дополнителни напори, целото село да го покриеме со канализациона мрежа. Освен активните, Папазов најави и проекти кои ќе следуваат. За реконструкција на улиците Борис Трајковски и Гоце Делчев со средства од Светска банка во висина од околу 500.000 евра и сметам дека покрај оваа улица и тие две кои представуваат главни сообраќајни артерии на градот Кочани, ќе имаме една нова ситуација и можност за безбедно и брзо одвивање на сообраќајот на територијата на град Кочани. И последната работа која сакам да ја споделам со вас и со граѓаните на општина Кочани е добиениот грант од страна на Словенечкиот центар за меѓународна соработка во висина околу 223.000 евра, со тоа што општина Кочани уште толку ќе инвестира собствени средства за решавање на проблемот со потрошувачката на електрична енергија во комуналното јавно предпријатие. Мицкоски ги поздрави активностите во Кочани, нагласувајќи дека се добри и дека се одвиваат во нагласена обструкција од актуелната власт. Овој бран ќе продолжи на инвестиции, оваа офанзива ќе продолжи во периодот додека трае градежната сезона и дека ќе можат жителите на Кочани да направат разлика, дека не се сите исти, дека навистина додека овие од централната влада континуирано се поврзани со било какви сомнежи за криминали и крадење, овдека во Кочани, во општините каде што имаме градоначалници од ВМРО ДПМНЕ и од коалицијата, зборуваме само за нови проекти и за градење. Ги охрабрувам така да продолжат, им честитам и само напред.